а во продолжение повестите во 9 часот, како што веќе најавив, нагости во студиото Зорица Митровиќ, представник на Македонскиот национален совет во Република Србија, која што живее и работи во Белград, по мајка македонка, така, ако успеав добро да ве разберам. Така, добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Деновиве во Скопје, па ќе го искористиме вашиот престој тука да промоабитиме за активностите, за работата на Македонскиот национален совет кај нашиот северен сосед. Почнуваме поред, ми кажавте, формиран 2004 година. Од 2004 година до сега, дали веќе ја исполнува својата мисија? Каква е состојбата со македонците во Србија? Па еве, од 2004 година до ден денес Националниот совет се грижи за индивидуалните и колективните права на припадниците на македонската национална заедница во Србија. Националниот совет е државна установа на владата на Република Србија, има јавни овластувања и надлежности во 4 области, во рамките на кои што го чува националниот идентитет. Тоа се областите на културата, службената употреба на јазикот и писмото, информирањето и секако образованието. Така. Колку македонци имате податоци во моментов живеат? Според званичниот попис од 2011 година, близку 23.000 македонци живеат во Белград, тоа е званичен податок. Во Србија, се изминувам, не само во Белград, ама по некои незванични податоци тој број е многу поголем. Така. Со кои активности како македонци во Србија ја негувате нашата култура и традиција? Па еве, вака ќе почнем од службената употреба на јазикот и писмото, бидејќи јазикот е основен елемент на еден национален идентитет. Македонскиот јазик е во службена употреба во општината Пландиште и општината Пландиште е прва општина во светот во кој што е македонскиот јазик воведен во службена употреба. Потоа во населените места Јабука, каде што јазикот за прв пат е воведен во Србија, и населеното место Качарево. Ќе споменам дека Пландиште има 13 населени места, така да во вкупно 15 места во Србија јазикот е во службена употреба, што подразбира двојазични табли во тие места, двојазични табли за називите на улиците, на институциите во тие места, исто така службените документи. Покрај тоа, македонскиот јазик е признаен и воведен и во Републичката агенција за национални домени, така да во Србија можно е и да се регистрира сајт на македонско кирилско писмо. Што се однесува до активностите во областа на информирањето, и тука има доста активности. Националниот совет основа новинско-издавачка установа, Македонски информативен и издавачки центар. Таа установа издава месечни списанија, како што е информативно-политичко гласило Македонска виделина, списание за млади Македон, списание за деца Дзуница и списание за култура, уметност и книжевност Видело. Исто така има голема издавачка дејност на македонците кои што творат поезија и проза во Србија, но и српските поети и писатели се преведуваат на македонски јазик и сето тоа го објавува овој издавачки центар. Имаме неколку емисии на македонски јазик, имаме редакција во Радио телевизија Војводина, која што се емитува на територијата на Војводина. Исто имаме на локалната телевизија Панчево и телевизија Дунав емисија на македонски јазик и исто така благодарејќи на Сдруженијето Гоце Делчев од Врање и во соработка со локалната телевизија Фокус имаме емисија на македонски јазик, која што се емитува еднаш неделно. Во културата имаме најмногу активности, бидејќи традиционално од 2004 прво почнавме да Сдруженијата воопшто се бават со проекти во рамките на културата. Имаме неколку манифестации од посебен значај, кои што се со долга традиција во Србија, како што се деновите на македонската култура во Нови Сад, во Белград, во Ниш, манифестација Гоцеви денови во Врање, фестивалот Гравче на Тавче во Јабука, со кој го одбележуваме националниот празник Илинден, фестивал на гајдари во Качарево, каде што се представуваат виртуози на овој инструмент како од Македонија, така и во Србија. Покрај тие манифестации, последниве неколку години почнавме да негуваме и своја продукција, односно да имаме го продуциравме документарниот филм Плодовите на еден даб,
со кој што го одбележивме јубилеј од 70 години од доселувањето на македонците во Србија. Исто така направивме и своја театарска представа, ја продуциравме, која што е двојазична на српски и на македонски јазик, која што од мај месец ова година се игра низ цела Србија. Во последно време, благодарејќи им на младите активисти од претежно од Нови Сад, имаме и неколку авторски аранжмански обработки на македонски традиционални песни, кои што се и визуелно прикажани, односно имаат и свој видео спотови. Така да еве, ова е најкратко кажано дел од активностите кои што ние ги имаме и правиме во Србија. Сигурно ги уште многу од 2004 година навака. Споменавте здруженија на граѓани, на македонци кои што живеат во Србија. Каква е вашата меѓусебна соработка како национален совет и како здруженија, како организации каде што луѓето се здружуваат за полесно функционирање? Националниот совет е чадорна институција на сите македонски здруженија кои што работат и функционираат во Србија. Ги има некаде околу 30 и во секој поголем град во Србија, од Суботица до Врање, делува некое македонско здружение. Имаме и струковни здруженија. На дел од тие здруженија основач е Националниот совет, ги покрива трошоците за нивното функционирање, како за проектите, така и за редовно функционирање, обезбедување на просторија и се тоа што е потребно за да можат здруженијата несметано да ја вршат својата работа. Така. Каква е соработката на Советот пак со институциите? Кажавте дека ова е државен орган, формиран од владата на Србија, но дали сте задоволни од интересот и од ангажманот кој што останатите институции го покажуваат во соработка со вас? Така, ние како Национален совет остваруваме веќе долгогодишна соработка со институциите во Србија. Не можеме навистина да се пожалиме од третманот, бидејќи сите оние права кои што ни се гарантирани и со уставот и со законите во Република Србија, ние ги ползуваме, посебно во областа на образованието. Македонскиот јазик е воведен во образовниот систем на Република Србија, се изучува во овој момент во 10 основни училишта во Србија, претежно во Јужен Банат, односно во местата Вршац, Гудурица, Пландиште, Јабука, Качарево, во Нови Сад и исто така во Лесковац и во Богоевце. Имаме околу 300 ученици кои што го учат во овој момент македонскиот јазик со елементи на националната култура. Така да во остварувањето на нашите активности со надлежните министерства во културата, во образованието, имаме Министерство за човечки и малцински права, со кој што исто така остваруваме соработка. Во Србија постојат 23 национални совети, кои што се грижат за идентитетот за своите нации. Постои координација на национални совети, каде што се собрани сите тие совети и во овој момент Македонскиот национален совет председава со таа координација, така да навистина соработката во институциите во Србија е одлична, што за жал не можем да го кажем и за институциите во нашата матична држава. Споменавте македонски јазик и тоа е добро да се потенцира и да се навратиме уште еднаш, дека јас би го поставил прашањето каков е интересот за изучување на нашиот јазик во училиштата, но од претходниот одговор кажавте околу 300 деца во моментов. Така е, околу 300 деца. Тоа е добра бројка? Да, солидна. Така е. Еве веќе 9 години се изучува јазикот, во 2012 е започнато. Ние пред неколку години донесовме дополнителни мерки, акционен план кој што почна да се спроведува и кој последниве 2 години дава навистина многу добри резултати, така да интересот се зголемува, но тука се сочуваме и со други проблеми и предизвици, со недостиг на учебници, на друг дополнителен наставен материјал, но се справуваме и со тоа. Така. Некако, нели, сите земји, сите народи си имаат пријатели помеѓу соседите, блиски сме со Република Србија, со граѓаните таму, негуваме исто така многу слични работи во културата, во традицијата. Верувам дека сето тоа е поголемо олеснување на кој начин функционирате и како работите, за да бидете еден мост помеѓу тамошните луѓе и помеѓу нашинците. Така е, ние сме пријателски, дури можем да кажем и братски народи и
не доведувајќи ја во прашање актуелната политичка состојба, никогаш немало недоразбирања помеѓу народите. Ние како македонци во Србија, како што и можете да заклучите од ова моje излагање, ги имаме сите права, немаме апсолутно никакви проблеми. Дури и на некои анкети во Србија, кои народи ги сметате за пријателски, секогаш ние сме на прво место, македонците, така да навистина имаме и одлична соработка и во одлични односи сме со српскиот народ. Така, и при крајот разговорот, кои активности можеме како Национален совет да ги најавиме, а веќе ви се зацртани не само до крајот на годинава, туку престојниот период пред нас? Па еве, ние, за жал, некои од активностите и од тие манифестации што планираме да ги одржиме се одложуваат поради мерките, поради ова ситуацијата и кризата што имаме со ковидот, но во наредниот период планираме да го прикажеме филмот, конечно во Панчево и во другите места во Војводина, воопшто во Србија. Представата исто така ќе си го има својот пат и пред крај на годината, кога се одбележува и денот на Националниот совет, планираме да направиме една архивска изложба, така да ја наречам, бидејќи Македонија ова година прославуваше 30 години од своето постоење, а ние како малцинство 20 години од организирањето на македонците во Србија, така да да се потсетиме како све тоа изгледаше. Верувам дека и Советот е исто така мост не само за тоа што се случува таму, туку и мост да функционираат подобро и двата народи, тука и таму, како држави. Сигурно ќе се согласите. Има голем придонес во тоа. Така е, се согласувам и се надевам, само ќе изразам надеж дека и нашата соработка со институциите во Македонија ќе биде многу подобра. Така. За интерес на сите се разбира. Така е. Благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија наутро денес. Зорица, верувам дека следен пат повторно кога ќе дојдете и на гости и по работа во Скопје, ќе се видиме во студиото за да разговараме за останати проекти и да отвораме токму вакви теми кои што треба да бидат наше секојдневие и треба да бидат примерите како функционираат нештата кај нас и во Србија и во поглед на малцинствата и на правата. Така е, ви благодарам и ве поканувам сите заедно да дојдете во Србија, во Панчево и во оние места кај што ние функционираме, да видите на лице место како тоа изгледа. Нека заврши ковидот. Сигурно имате некои манифестации, панаѓури, саеми, каде што се собирате, па може да дојдеме и со камера, тоа да го проследиме, па малку да наздравиме со убава српска ракија, да донесеме ние ракија од Македонија. Може така? Може, ве чекаме. Сигурно фалат тие дружби кои што ги имате таму сега со ковидот, но ете, нека заврши ова се, па ќе дојдеме повторно. Ви благодарам.